почитувани представници на медиумите, почитуван директоре на акционерското друштво за стопанисување со стамбени деловен простор, почитуван градоначалник на општина Велес, почитуван пратеник од општина Велес, почитувани граѓани. Драго ми е што денеска сме овде многу брзо после еден убав настан кој што го имавме исто така заедно со градоначалникот на отпочнување со градба на еден значаен објект во центарот на градот, а денеска сме овде да направиме увид во изградбата на оваа социјална стамбена зграда, која што е инвестиција на државата, а со која што сакаме да покажеме вистинска грижа за граѓаните на кои што тоа им е најпотребно да обезбедиме кров над глава и пристојни услови за живот. Работиме во моментот на преку 660 стамбени единици на територијата на целата држава, а овде ова е последната која што стамбена зграда која што започнува да се гради и гледате дека е на самиот почеток на изградбата. Драго ми е што градежните работи одат во најдобар тек и дека очекувањата се дека во предвидениот рок некаде мај месец 2022 година ќе биде завршена. Се работи за стамбена зграда со 29 стамбени единици, некаде вредност на договорот 42 милиони денари. Ова е значајна инвестиција. Оваа година во буџетот на Министерството за транспорт и врски беа предвидени 134 милиони денари за реализација на ваков тип на социјални стамбени згради. Во текот на минатата година сите средства кои што беа предвидени беа реализирани, што можам апсолутно да го поздравам како добар пример и добро организирање и менаџирање на работата на директорот и на целото акционерско друштво, така што продолжуваме и во оваа година со иста динамика, а можам да најавам само дека овде во Велес ние веќе работиме на рехабилитација на влезовите и на магистралната улица која што е под ингеренција на државата и веќе јавното претпријатие Македонија пат работи на рехабилитација после долги години на овие улици во вредност од 15 милиони денари, што е дополнителна подршка за општината и така ќе продолжиме и во иднина да работиме. Секако работиме на два проекти на водоводи и канализација. Едниот е во централното градско подрачје, на 8 улици заменуваме водоводна линија, на 3 улици канализациона линија и водоводот кон Раштани и Бузалково, со што инвестициите во делот на водоводи и канализации се некаде над 1 милион евра во општина Велес, исто така со добро организирани проекти преку буџетот на Министерството за транспорт и врски. Посакувам оваа зграда да биде успешен пример за една соработка помеѓу централната и локалната власт и така да продолжиме и во иднина да ги креираат урбанистичките планови општините во насока да има простори и можности да реализираме ваков тип на објекти за социјално ранливите категории на граѓани. Ви благодарам. Денеска сме тука на посета и обиколка на градилните активности во зградата која што е од социјален карактер во Велес. Она што би сакал јас да го кажам дека ги завршивме сите постапки за уште 3 згради, во тек е само постапката за избор на изведувач во Дебар, така да очекувам дека во наредните недела 2-3 ќе ги објавиме тие згради заедно со министерот, ќе ги посетиме сите оние градежни активности кои што се одвиваат на терен. Благодарам. Почитувани представници на средствата за јавно информирање, ми представува особена чест и задоволство да го поздравам присуството во Велес на овој важен настан на господинот Почварски, министер за транспорт и врски, на господинот Почев, пратеник во собранието, на господинот Трајковски, директор на акционерското друштво. Сакам да ги поздравам и сите останати присутни. Се разбира, користам прилика во име на граѓанките и граѓаните на Велес, особено во име на граѓанките и граѓаните семејствата кои се потенцијални кандидати за добивање на овие 29 стамбени единици кои ќе бидат изградени тука и се надевам дека според динамиката во мај, јуни следната година и вселени, да му се заблагодарам на министерот Почварски, на министерството, на владата, на акционерското друштво за одлуката во Велес да се изгради ваква зграда и за целокупната поддршка што во изминатиот период ја добивавме и сигурен сум дека ќе ја добиваме и во наредниот период од централниот буџет, особено од Министерството за транспорт и врски, кој е некако
најблиско врзано со општините кога се во прашање капиталните инвестиции за подобрување на квалитетот на живот. Бидејќи тоа не беше особено потенцирано, сакам да спомнам дека овие 29 станови ќе бидат наменети за лица од социјално ранливи категории на население, значи на лица кои се деца без родители, на сабохрани родители, на лица од сиромашни семејства од ромската националност, на лица со посебни потреби и на лица со минимални приходи со гарантирана минимална плата, што е особено значајно во овој момент, затоа што сметам дека на овие лица им се најпотребни овие станови. Во досегашниот период често се случува голем број од странките кои доаѓаат во општина Велес да бараат социјална помош или да бараат социјален стан. Тие не знаат тоа чија надлежност е. Со изградбата на овие станови малку ќе се амортизираат притисоците и барањата и ќе се исполнат желбите да дојдат до пристоен дом на живење барем на 29 семејства од Велес и заради тоа уште еднаш во име на граѓанките на граѓаните на Велес сакам да упатам искрена благодарност до сите институции и поединци кои беа вклучени во целиот овој процес. Ви благодарам.